документ е формално правно имплементиран, се наметнува прашањето дали истиот создаде одржлив мир помеѓу заедниците. Во таа насока, колку и на кој начин внатрешните политички процеси во државата придонесуваат кон градење на кохезивно општество и кон процесот на соочување со минатото. Тука би сакал да ги прашам панелистите дали сметате дека постојат потврлувања во однос на овие процеси, значи процесот на градење на кохезивно општество и соочување со минатото, и доколку сметате дека постојат, дали истите се резултат на суштинските недоследности на договорот или на политичките опортунизми и калкулации при неговата имплементација. Само пред да тргнеме со првиот панелист, само да се кажем, заборавив, се извинувам до публиката дека овој настан ќе биде снимен и дека исто така е обезбеден симултан превод на албански јазик, така што имате во каналот имате опцијата слободно можете да ја искористите доколку ви треба превод. Да почнеме прво со дамата, професор Хеванковска, кои се вашите согледувања на оваа тема? Благодарам. Не е куртуазно ова што ќе го кажам, дека сум навистина среќна што ја отворивте оваа тема, затоа што ние кои сме биле и сме активисти во, да речам, една сфера како што е помирувањето, соочувањето со конфликтното минато, секогаш имаме една теза дека постои тенденција вратата да се затвори, вратата за диалогот, вратата за соочување со тие непријатни петна од поддамнешното или поскорешното минато, и дека нашата улога тука е да ја вратата да не може сосема да се затвори. Така што оставаме еден провев, една опција да сепак овие гласови продрат. Како што убаво кажавте и во поведот, навистина е тешко од еден вчерашен бурен политички драматичен ден да се префрлиме во една тема и во една дискусија за нешто што предпоставува процес, што предпоставува трпеливост, што предпоставува креативност, постојано, велам, држење на темата жива, за да некој не ја затвори, затоа што постојат очигледно такви тенденции. И тоа беше причина што навистина со радост ја прифатив вашата покана. Втората причина, и вие ја споменавте, дека после 5 годишна работа успеав да го завршам учебникот по транзицијска правда, нешто што дури ме изненади, беше фактот дека во целиот наш регион на поранешна Југославија, каде што ги на еден или друг начин елаборираме овие теми, таков учебник во смисла на учебно помагало воопшто нема. Така што учебникот е издаден во електронска верзија, достапен бесплатно на сајтот на УКИМ, така што и тоа се совпаѓа со нешто што оваа година, точно на 20 годишнината од сеќавањето на конфликтот од 2001, сум задоволна дека успеав барем на некој друг начин, значи не активистички, не директно учесник во процесите, меѓутоа од академската сфера, од она што го викам епистемолошката заедница, да ја држиме темата отворена. Кога ни ги испративте прашањата, нели, по кои ќе се произнесеме, нели, ги прво очекував дека за сите три ќе рефлектираме веднаш, меѓутоа нема проблем, едно по едно. Искрено не добив впечаток дека ќе зборуваме исклучиво преку призмата на рамковниот договор, меѓутоа еве ќе се обидам она што го замислив да го ставам во таа функција. Прво мислам дека
станува, може би е тоа мојата и лична, да речам, до некаде пристрасно заради инволвираноста во РЕКОМ, кој заговараше регионален пристап и една теза дека овие прашања, зборувам за нашиот простор, се толку заемно испреплетени, толку не можеме да поставиме граница, каде почнува и каде завршува еден процес на соочување со едно минато, затоа што пред него имало нешто друго, а сите сме дел на таа приказна. Ние таму ја заговаравме тезата дека регионалниот пристап е вистинскиот, затоа имавме и силна поддршка на Европската унија, на многу странски фондации, како што знаете, работевме интензивно, дојдовме до некој статут на една комисија која ќе се бави со утврдување на фактите за воените злосторства во периодот 1991-2001 и местата на заточеништво, тешките повреди на човековите права и слично. Значи, од тој аспект јас на процесот на помирување гледам низ една поширока призма. Работев колку што тоа беше можно овде во Македонија за да ја подигнам таа тема, учествувавме во многу кампањи, јавни, лобирање кај политичките елити и морам да признаам дека можеби моментот кога јас реков да си се вратам во мојата фела од каде што можам веројатно и подобро да делувам, беше моментот на чувство на пораз, дека добивате од политичарите lip service, да тоа е важна тема, сите ние сме за тоа, меѓутоа кога доаѓа до оној конкретниот чекор да се пристапи кон формирање на таа комисија, ништо не се стори. Тогаш одлучив дека едноставно моите сили се исцрпени и се повлеков. Темата на рамковниот договор е секако важна и секако, барем јас како што гледам на неа, таа го детерминира системскиот контекст, политичкиот систем практично, бидејќи и тоа го предавам. И предавам за консоцијатиските елементи, за power sharing моделот што е вграден токму од 2001 година. И мислам дека тука оценката не е едноставно да се даде, затоа што имате од една страна врамување на правилата на игра, на акомодација на различните интереси, дури институционализирање и конституционализирање. Меѓутоа, од друга страна, анализата на рамковниот договор покажува дека во него нема елементи на ова што е долгвелам болен процес на помирување. Значи, токму затоа ни се случи амнестијата како закон е дел од алатките на транзицијската правда. Меѓутоа, начинот на кој тоа прашање се заврши на коалициска маса за договор за формирање на една влада во 2011-та сигурно не е придонес во насока на справување со минатото. Фактот дека елитите кои се актуелни, кои се и моćни и тоа го видовме, значи на многу пластичен начин, се дел од учесниците во конфликтот и тогаш секогаш имате проблем да од оној што од позиција на моќ може да влие на политичкиот дискурс, на политичкиот наратив, на тоа што, до каде и како ќе се игра со или ќе се профитира на база на тоа минато или не. Тоа е секогаш проблематично и тука не мислам, се разбира првично мислам на позицијата, силната и доминантна улога на ДУИ веќе 20 години во политичкиот систем, меѓутоа и од другата страна, јас бев една од ретките која при тоа како да нагази на Минско поле, која го отвори прашањето за Јохан Тарчуловски, неговото враќање, дочекување како херој на плоштад со владина делегација на аеродромот и така натаму. И тогаш во тој момент јас не можев ни да претпоставам дека тој ќе стане народен пратеник, дека ќе стане член на парламентот и така натаму. И тоа е процес кој се случува во целиот регион. Ако треба накуса само да заклучам во делот на оваа тема, ќе го цитирам колегата Жарко Пуховски, кој исто така со долги години упорно активен на овој план, кој вели нема помирување без вознемирување. Меѓутоа, не вознемирување од овие драмски ефекти, оперети и слично што не се случуваат во овој политички дел, туку вознемирување во смисла на
соочување со тоа каде бев тогаш, што направив, каде се луѓето што исчезнаа, зошто никој не зборува за исчезнатите, зошто постои практично табу тема. Јас не верувам дека рамковниот договор ставил крај на конфликтот, бидејќи во конфликтната теорија зборуваме дека конфликтите имаат циклична природа, немаат почеток, немаат крај. За прашањето е кога почна 2001, дали баш тогаш или можеби во 90-тите или можеби и претходно. И прашањето е каде се движиме во иднина. Меѓутоа, претпоставувам дека времето ми истекува и веќе ќе застанам во овој момент тука. Мислам дека 2001-та, без оглед што ја одбележуваме и тоа во вакви 10 години, 20 и така натаму, сепак представува табу тема. Зборувам за општеството, за недоволниот ангажман на цивилниот сектор, на невладиниот. Повеќе имаме, ајде да гласаме како гласаме, европската иднина и така натаму, меѓутоа малкумина навистина се занимаваат со ова прашање, бидејќи навистина е како минско поле и оној што се бави со оваа проблематика речи се мора да внимава на секој збор за да не му се случи да биде мисинтерпретиран, да биде, не знам, ставен да биде предмет самиот на хајка и слично. Така што мислам дека ќе имате и ќе имаме долго време за работа на оваа тема. Благодарам за сега во овој дел. Ви благодарам многу, професорке Ванковска, отворивте многу важни прашања. Сега би му дал за збор, мислам да продолжиме, би предложил да продолжиме со професор Тахири. Професор Тахири, повелете. Благодарам. Најпрвин ве поздравувам Десетчиени сот панел и се надевам се слушам добро. Јас ќе зборувам на албански, ако треба во вториот дел прашањата нормално ќе одговорам. Предиđem на македонишки. И фалендрој пар Благодарам значи за поканата денес да сум дел од овој настан, ќе говорам на албански јазик. А вториот дел, доколку има прашања, ќе се обидам тоа што го знам и го имам како познавање, идеја да го објаснам и на македонски јазик. Прашањето во однос на Охридскиот рамковен договор комплексот од кшафан нендара то чешќе че практикишт што практично го дизајнира целиот наш општествен систем и нашиот политички систем. Сигурно дека памтам, бидејќи следев кога се потпиша договорот, тогаш прашањето во однос на довербата беше прашање што се сметаше да биде столбот за градење на иднината на Македонија. Но што се направи од тогаш до сега? Памтам, прашањето во однос на довербата остана само во институционалните димензии. Значи, остана само аспектите кои што можеме да кажеме дека се однесуваат на политичкиот живот, парламентарниот живот, со функционирање на системските институции, но не се успеа ова доверба или помирување практично да функционира и во реалноста и животот секојдневието, бидејќи ние за жал, еве, помина 20 години од Охридскиот рамковен договор, а ние имаме паралелни општества или функционираме како две општества внатре во една држава. Една е македонското општество, а другото е албанското општество. Мене ми е јасно и фактот дека политичкиот систем кај нас, изборниот систем е етнички заради карактеристиките кои што ги има нашето општество и заради мултиетничкиот карактер, и ова на некој начин е природно. Но тоа зашто јас сакам да говорам и да отворам едно прашање кој што сметам дека надира на целиот политички карактер. Ова е прашањето на практицирање на власта, што продолжува да биде
повторно ќе кажам, од етнички аспект и многу често не може да излезат ни политичките партии од тие етноцентрички сфери кои што се базира врз овие, да кажеме, постулати или врз овие платформи, политички платформи. Ке ви објаснам со пример како се случи, на пример, практицирање на власта да биде етничка. Едно министерство кое што се управува од албанците има представување на албанците со околу 40-45%. Повеќето од министерствата кои што се менеджираат од министри албанци постојано по конфликтот и повеќе се застапени албанците од министерствата кои што не биле водени од албанците или другите институции продолжуваат да имаат помала застапеност или недоволна застапеност што не е во согласност со правична застапеност на албанците. И во ова насока сакам да кажам дека, за жал, кај нас политиката, политичките партии имале само декларативни ставови и тенденциите за создавање на политички структури кои што се мултиетнички или на некој начин се представување на интересите на сите граѓани без разлика на етничката припадност, сметам дека биле само фарса, само козметика и не биле искрени и не биле на некој начин во насока на создавање на довербата за која што ние говориме. Ќе ви објаснам повторно со конкретни прашања. Демократската унија за интеграција по 2002 година се трансформираше од поранешна воена групација во политичка партија и тенденцијата беше да се подаде рака за помирување и оваа партија 2003-2004 година, точно не се сеќавам, почна формирање на ограноците во Источна Македонија, Кочани, Штип и така натаму. Но овој процес кој што тоа време, на пример, за символика да ви биде појасно, може би тие што се помлади да им биде појасно, беше раководено од понарешниот генерал или шеф на штабот на ОНА, Газим Острени, кој што беше символика да се покаже дека ова партија се трансформира. Но овој процес се прекина многу брзо. Потоа, имаме настојување за партијата Нова демократија, Имир Сервани, кој што беше кандидат за председател на државата, доби голем дел од гласовите за председателските избори, но сепак и овој проект потврли. Доаѓаме до СДСМ и концептот едно општество за сите и знаеме дека се офатија неколку албанци на високи позиции тоа, некои од нив стана пратеници, дел се членови на владата, министри или заменици премиери. Заместник премиер е албанец и така натаму, но во суштина ние немаме градење на довербата во секојдневието, што би било одраз на креирање на политика. Сега не знам уште колку минути ми остана, но сакам да говорам, или во вториот дел може би ќе говорам за прашањето во однос на проектирање на во однос на политичките проекции кои што се разликуваат од етнички аспект, но во суштина во ниеден момент не ја исклучуваат функционалноста на мултиетничкото општество, говорам од програмски аспект, што би била добра основа за да имаме кохезија, толеранција, за да имаме доверба помеѓу граѓаните и разни култури. Но, што се случува? Овие проекции се судруваат со реалноста и сигурно и заради фактот што политичките партии, кога се дел од структурите, институционалните структури или државните структури не се ангажираат колку што треба за спроведување на проектот Мултикултурна Македонија, Северна Македонија мултикултурна. Концептот
за многокултурализам на некој начин обледува од предрасудите и стереотипите етнички кои што се присутни, особено во делот на фолклорот, политиката, образованието, култура, дури и по медиумите и јавно и на интернет, што се последица на историјата, но и по новата историја, периодот на конфликтот, во Охридскиот рамковен договор, кој што до ден денешен од двете страни се гледа од поинаква гледна точка. Албанскиот фолклор и македонскиот фолклор, вие знаете дека е преплавен со предрасуди, стереотипи, етнички. Во многу песни, но и други жанрови се сретнуваат термини, идеи, подценувачки, дури и рацистички спрема другиот во колективна смисла, и тоа што е најлошо, ние овие може да ги слушнеме и на радио, било приватни радија или локално радио. Значи, сакам да кажам, за ова никој не реагира. Во однос на процесот на отстранување на стереотипите и предрасудите етнички, мислам дека е поедновна точка или основа за создавање или градење на нови патишта за доверба и помирување меѓукултурен, сметам дека треба да има една поедновна точка и сметам дека подобро би било медиумите, образованието, науката, културата и особено политиката да се ангажираат за употреба на етникумите на правичен начин. Ние, за жал, не сме успеале ни до овој стадиум да дојдеме. Не сме успеале да се надминеме себе си во етничка смисла за другиот, да не го подценуваме со зборови одбивни кои што се лоши. И ќе завршам со овој дел, прв дел. Ова значи дека треба да се неутрализираат термините кои што споруваат лошо за луѓето кои што живеат во Македонија, например шиптар, каури, ѓаури, цигани, зборови како маѓо за ромите, цинцар за власите и така натаму. Значи, ги употребувам овие термини и се извинуваме што морав да ги употребувам, бидејќи идејата преку овие примери да дадеме да фрлиме светло врз тоа што треба да правиме. Јас мислам дека политичките партии, тие кои што имале одговорност, државна одговорност, институционална одговорност, не само од аспект на практицирање на власта, политичката власт, туку и практицирање на власта во други области, например образование и така натаму, треба да се чувствуваат малце некомотно, да кажам, треба да се чувствуваат виновни и одговорни. Сигурно дека ние продолжуваме да имаме во 2021 година едно општество кое што не е толерантно, општество кое што за жал продолжува да произведува стереотипи и предрасуди. Ви благодарам, професоре Тахири. Да, имам уште две теми на кои треба да се осврнеме. Сега ќе му оставам простор на Зоран. Зоран, повелете. Фала. Да, после вакви две сеопфатни излагања, гледам како би можел да надополнам од она што веќе беше и да избегнам она што беше веќе кажано. Се согласувам со претходните двајца говорници на многу нешта. Оно што пред се го напомна професорката Ванковска дека е потребен овој регионален пристап. Реком, се уште се споменува како добра алатка и провејува низ многу ЕУ документи во многу ЕУ дискусии. И мислам дека овој регионален пристап е единствен начин на кој што можеме како цел регион да се бориме или да се соочиме со минатото, што ни се случува, не само во регионот, туку и дома. Зашто многу е тешко да избегнеме целата онаа регионална динамика. Само да
еве завчера кога беше го имаме нели бојадисувањето на муралот со Радко Младич во Белград. И видите све што се случува во Србија само поврзано со тој мурал веќе неколку дена. Понатаму видите што се случува во Босна. И сега не можете вие да очекувате дека Северна Македонија како дел ќе биде извадена од тој контекст и цели овие регионални случувања и ние сега ќе можеме посебно да ги адресираме овие прашања. Така тоа е малку потешко, особено земајќи предвид нашата специфичност во регионот и она како нашите соседи, не нужно оние соседи од Западен Балкан, туку и оние од земјите членки на ЕУ не гледаат. Односно сакаме да постигнеме со нив. Така да дефинитивно регионалниот пристап е нужно потребен. Втората точка, имаме површност од страна на нашите политички елити. Тоа е тоа. Значи, гледаат помирување, гледаат процес на соочување со минатото и она што се последици од Охридскиот рамковен договор, не нужно негативни, се додека нели тоа институционално некако не биде решено, односно се акомодираат нивните политички апетити. И тука отприлика застанува понатаму. Јас немам никаков проблем во однос на тоа, например, во овој момент како што стојат работите, ние имаме албанец кој ни е министер за надворешни работи, значи кој што ја представува Македонија надвор. Имаме албанец кој е министер за финансии, кој што го прави буџетот, односно како се трошат сите пари внатре. И тоа не треба да не биде табу. Но не смеат истите тие политичари кои ќе излезат од тие институции да се однесуваат поинаку во моментот различно додека се на таа функција. Површност имаме и ќе имаме. Ја не очекувам дека некој од политичките елити ќе застане и длабоко ќе се заангажира да видиме како е имплементиран Охридскиот рамковен договор, во кои делови потфрлува, кои делови можат да се подобрат понатаму. Но тоа значи дека само ќе се продолжи сагата која што веќе имаме 20 години и нонстоп кога имаме некој одредено прашање кое задира во некакви права, ќе има повторно враќање и тоа е као више сркот. Нонстоп ќе се враќаме на тоа што произвел Охридскиот рамковен договор. Така да нели ногата што треба да се постави на вратата не треба само да се постави, тоа треба малку да се подшутне, да се подотвори, бидејќи ако не ја држиме отворена, не верувам дека политичарите нешто посебно ќе се осврнат, а е битно бидејќи многу е битно бидејќи и самиот процес како што гледаме на европска интеграција ќе биде нели обременен со овие дополнителни договори и ако немаме произведено внатрешна кохезија и договор за тоа како ја гледаме државата и во кој правец треба да оди, тогаш ќе биде уште потешко да се соочиме со овие надворешни последици. И третата поента ми е, ја мислам дека Охридскиот рамковен договор си го обработи своето. Тоа е тоа, беше договор кој што спречи во тој момент вооружен конфликт. И како други примери во регионот, ја не сум нели експерт по помирување, но исто како во Босна со Дејтонскиот договор, кој што го спречи нели понатамошното ширење на вооружениот конфликт. Ако вие понатаму не ги адресирате и гледате како се движи напред самата држава во имплементирање на истото и не го надминете тие некои основни постулати кои што биле ставени во тие договори кои што првично имале за цел да се сопрат војните, онда не сме постигнале она што сакаме да го постигнеме. Значи својата цел ја исполниле, некои одредени работи биле имплементирани на подобар начин или на полош начин, но секако после одреден временски период треба да се надминат некои одредени елементи кои што стојат во тие договори. Инаку ќе тапкаме во место и нонстоп ќе се враќаме на тоа
и ќе поврзуваме одредени прашања кои што се однесуваат или се поврзуваат директно со Охридскиот рамковен договор. Например, 20%, како сега ќе гледаме на пописот, што ќе кажат резултатите, што ако биде под 20%, што ако биде над 20% и така натаму и така натаму. Целта е остварена, вооружениот конфликт е сопрен, одредени институционални елементи биле воведени на подобар или полош начин, мора општеството да се движи напред. Ако не, ќе се враќаме на назад. Тука е за првото прашање. Благодарам, Зоран. Второто прашање, сега малку би сакал да направиме рефлексија на некои надворешно политички процеси и како тие влијаат врз нели ова како што сите се согласивме, нели кревко нашето кревко постконфликтно општество. И тука би сакал да ве прашам, дали сметате дека одолговекувањето на интеграцијата кон Европската унија, како и еве да кажеме контроверзите, поларизацијата која што имаше поради договорот со Грција, сега конкретно договорот за добрососедство со Бугарија и ново наметнатите барања од нашиот источен сосед, може да предизвикаат, како што кажав, поларизација на македонското постконфликтно општество, до тој степен што би ги загрозил значи овие некои придобивки од Охридскиот договор. Сега некако завршивме со Зоран, меѓутоа еве вие бевте трет, нели некако ве ставивме на крај за третото прашање, ве сега ви давам збор со вас да отвориме, па повелете. Ајде, нема никаков проблем. Значи, да, затоа кога почнам со одговарање на првото прашање, оно што прво споменав дека имаме два паралелни процеси на помирување. Едниот е внатрешниот, ова што го поврзуваме со Охридскиот рамковен договор, и имаме оној надворешен. Додека првиот збориме за некакво помирување помеѓу македонците и албанците, или другите етнички заедници, во овој вториот имаме потенцијален конфликт помеѓу самите македонци. И тоа е веќе визибилно. Веќе се гледа и понатаму само повеќе ќе се продлабочува. Охрид, сепсе мекто dy marrëveshje, apo përposa që marrëveshja me Грција и нели целото тоа преговарање трае и не следи уште од осамостојувањето, очигледно она крајното решение повторно предизвика разединување. Сега како овие два паралелни процеси ќе ги тераме е исто огромно прашање, посебно тоа дека имаме големо едно несогласување помеѓу главните политички актери во македонскиот блок. Последиците сега прво од Преспанскиот договор, бидејќи договорот за добрососедство со Бугарија е доста општ, се очигледно начинот на интерпретација на истиот ќе предизвика многу други елементи како на Бугарија гледа на самиот договор, но сепак оној постоечкиот текст, не знаеме како понатаму ќе се развие, но оној постоечкиот текст не е барем за сега во однос на помирувањето има многу отворени прашања, така да тоа не би го коментирал, али во делот на Преспанскиот договор имаме многу елементи во кои што тој внатрешен овде барем во Северна Македонија овој внатрешен потребата за внатрешен компромис и помирување ќе биде огромно. Значи од тој договор произлегуваат неколку елементи, на пример како заедничкиот интердисциплинарен комитет на експерти, кои што се и за историски, и за археолошки, и за образовни прашања, кои што ќе ги гледаат оние нели историски настани, историски извори и така натаму. Финално што ќе треба да произведат ревизија на сите нели учебници и помошни наставни материјали. Ако вие немате внатрешно помирување, што е она што ние си го дефинираме внатре за нас, тоа ќе биде уште потешко истото тоа
да се рефлектира и во овие комисии во кои што вие треба да разговарате со некоја втора страна, во овој случај со грчката страна. Колку тоа длабоко ќе иде, зависи нели од имплементација на договорот. Ние се уште немаме започната имплементација на овој договор и уште ги немаме видено сите последици. Тек допрва ќе ги гледаме, значи во одредени елементи дури ќе видиме како двете страни ќе ги читаат истите елементи и до кое ниво е потребно да има редефинирање на некои елементи кои што за нас веќе биле да речеме познати, и тоа ќе мора многу брзо да се направи, бидејќи таму ќе бидат предвидени и одредени конкретни временски рамки. И ако ние тек допрва тогаш почнеме да утврдуваме што уствари нели она што ќе го разговараме на тие состаноци, тогаш повторно ќе бидеме некако засегнати што сега ние ова воопшто не сме го разговарале до сега. Значи оној процес на внатрешно помирување е есенцијален за да имаме успешност во преговорите, најпрвен сега со Грција, а очигледно како стојат работите и понатаму ако воопшто нешто се случи и со Бугарија во иднина, бидејќи она што ние го гледаме сега е еден процес на европска интеграција кој што ќе има пред се усогласување со европското законодавство, но и паралелен вид на преговори врзан со овие билатерални договори кои што ги имаме подпишано со Грција и со Бугарија. Ќе се опрам тука. Благодарам, Зоран. Професорка Ванковска? Гледам дека сме доцниме со времето, па ќе се обидам многу така синтетизирано да напомнам. Ќе се недоврзам с нечи на она што го кажа Зоран предходно и што го зборувавме за Охридскиот рамковен договор, и тука мораме да имаме еден елемент во предвид дека консоцијацијскиот модел не можеше, ние тоа го знаевме барем теориски уште во 2001-та кога разговаравме за документот, се сеќавам на еден голем собир на 10 септември во Holiday Inn, каде што се собра целиот невладен сектор, сите интелектуалци, и од тогаш уствари антиципиравме проблеми околу бројот на сегментите. Сега да зборуваме низ призма на Липхартовиот модел, нели? И всушност заклучивме дека фактот дека две заедници, два сегмента се оние кои се во фокусот на оваа, да речам, битка на интереси, ќе доведе до дисбаланс или до политика на взаемно уценување, и од тука јас ги наоѓам кочниците. Меѓународниот фактор од секогаш бил третиот елемент, оној што успевал да влезе во приказната, да модерира. И во целата таа приказна и наша заложба да одиме напред, да нели гледаме кон европските перспективи како единствен начин да и ние ги надминеме нашите слабости и да се европеизираме и слично, поентата или пораката од секогаш беше гледајте напред, не се вртете назад. Помирувањето бара и вртење назад, односно неподклекнување на политика на заборав. Она што ние го прифативме имплицитно, не експлицитно, е политика на заборав. Нешто слично како после Шпанската граѓанска војна. Ајде, нема да брануваме, нема да зборуваме за тоа, ќе се фокусираме на европските интеграции. Сега, тука е проблемот, тука е кваката 22, како што велат. Ние се наоѓаме во двојна етничка безбедносна дилема. Едната е оваа што и Зоран рефлектираше на неа, внатрешната, ние мислевме долги години дека се однесува на односите помеѓу македонците и албанците, за да сега кога таа се удвои со регионалниот контекст визави европската перспектива, ние се соочуваме со двојна, ако не и тројна безбедносна дилема, која се рефлектира внатре во, да речам, македонското етничко ткиво, кое дефинитивно е крајно поларизирано, и ако јас го критикував Преспанскиот договор, мислев токму на тоа, дека влегувате како слон во продавница за порцелан и делувате несмесно, не водејќи сметка за последиците кои ќе останат после тој лом. Не влеговме во НАТО, наводно ни се отвараат перспективи за ЕУ,
Меѓутоа, оваа внатрешна лузна, сега не знаеме како да ја решиме. Ние се имаме манихејски диалог на доброто и злото, без оглед што секоја страна мисли дека другата е злото, а таа е доброто и слично. Така што ние тука имаме сериозни предизвици пред нас, со тоа што мислам дека пред многу години, уште пред овие работи воопшто да дојдат до Преспански договор, до овој договор со Бугарија и слично, во еден текст што го пишував за Хайнрих Бел Штифтунг, една публикација во регионална, напишав дека македонскиот случај на евроинтеграција ме потсетува на The Curious Case of Benjamin Button, познатата новела на Фицджералд, во која ние можеби помладите повеќе ја знаат преку познатиот филм, во која како се доближувате до она што треба да е некакво остварување на европски стандарди, ние така стануваме помлади, всушност поинфантилни, понедозреани, се оддалечуваме со сопствените слабости во име на тоа приближување. Како ќе излеземе од тоа, навистина немаме време да го отвараме, само го проблематизирам и оставам до тука, па ќе продолжиме. Благодарам. Ви благодарам. Сигурно ќе овие прашања понатаму ќе бидат и веројатно и со прашањето од публиката, па ќе може да се навратиме. Професоре Тахири? Да, прашањето е прилично сензитивно и од аспект што влијае многу, значи интеграцијата влијае многу врз внатрешните односи, врз нашето општество и така натаму. Значи, јас мислам дека ако интеграцијата на земјата во Европската Унија не се реализира во брзо време, нели најавите се дека може да има, значи, друг развој на настаните во декември, да имаме датум и така натаму, но тоа е само во сферата на шпекулациите. Да претпоставиме дека нема да се случи тоа, мислам дека ќе влијае многу негативно врз нашето општество, нели, економската стабилност ни е крепка, сиромаштијата ќе расте, веројатно социјалните тензии, не само политичките и етничките ќе растати. Мислам дека Македонија, Република Северна Македонија ќе станува една земја на постојани тензии, не само во сферата на политиката. Мислам дека вчерашниот ден најкристално јасно ни го покажа, значи, фактот како ние не можеме внатре политички да се справуваме, значи не само интеретнички, интраетнички и така натаму, и да не можеме да најдеме решение без да се вклучи меѓународниот фактор. Значи, ние имаме една ситуација во која што, нели, имаме историски спор со Бугарија и од друга страна имаме веќе решен спор за името со Грција. Сакам да истакнам која е условно кажано албанската перспектива кон прашањето. Значи, албанската политичка и научна јавност имаат објективен пристап и разбирање дека прашањето што се на маса на разговорите со Бугарија воопшто не се лесни за решавање. Но сакам да нагласам еден друг елемент за кој што мислам дека е вредно да се размислува, веројатно заради иднината на државата, односно сакам да го подвлечам, не да го истакнувам како мој став или пак личен став, туку се обидувам да го одразувам општото мислење, односно мислењето на албанската јавност, кој што можеби не се декларира толку транспарентно, толку недвосмислено, толку јавно, но се искажува на суптилен начин дека албанците не се подготвени да чекат уште нови 30 години за да се реши овој спор. Значи,
нормално дека и блокирањето на интеграцијата на земјата во Европска Унија се очекуваше дека ќе најде на жестоки критики, тие критики ги имаме во политичката јавност, во медиумската сфера и така натаму. Имаме, значи, од друга страна и изјави, односно имаме ставови кои што на некој начин може да се каже дека се конструктивни. Односно, многу ретко во политичката историја, современата политичка историја, албанските политички партии имале слични или пак имале, значи, исти ставови во однос на прашањата со соседите или пак прашањата на интеграцијата. Без разлика, како што реков, на фактот дека има критики. Има доста критики по прв ред од опозицијата и така натаму. Кои што се нормални, се дел од политичките наративи, партиските наративи во земјата. Но можам да кажам дека единствено во спорот со Грција, а сега и со Бугарија, партиите на албанците имале, како што кажав, конструктивен став. Ова пред се должи на фактот, значи што Дуи, речиси, партијата Дуи, речиси 20 години е на власт и во врска со стратешките прашања во односите со соседите ги брани државните интереси и поради фактот што го кажа Мечев дека министерот за надворешни работи е од Дуи, но веројатно тоа се ставови од политичката стратегија на ова партија. Колку се искрени и можеме да разговараме и за тоа. Јас зборувам за јавно декларираните ставови. Притисокот, како што кажав, се очекуваше од албанската опозиција, која што има доста критики во однос на прашањата на интеграцијата, имаше и околу договорот со Грција, нели, се притискаше тој да се реализира што побрзо. Истото се случува и со прашањето за односите со Бугарија, но можам да кажам дека и албанската опозиција можеби свесна дека се работи за една од жешките прашања, најтешките прашања кои што имаат историски контекст, а се битни за иднината, не е толку, како да кажам, значи силна во искажувањето на критиките кон власта. И како што кажав, Дуи има такви ставови, дел од партиите во различни периоди, Алтернатива и ПЕСА биле дел од власта, па затоа имаат став дека не треба воопшто да се разговара за идентитетот, етнокултурниот идентитет на македонскиот народ, односно нивниот став, дека нема да се дозволи какво било ставови со кои ЕУ ќе ги спори идентитетските карактеристики, односно посебности на македонскиот народ. И доаѓаме, значи, до прашањето на решавање на спорот и дали комисиите за решавање на историските прашања, двете комисии, научни комисии, може да придонесат и дали може, значи, да имаме друг модел во дел од јавноста, значи албанската јавност се истакнува дека можеби треба да се разговара за моделот на решавање на проблемот помеѓу Германија и Франција со формирање на комисии за разбирање, бидејќи овие комисии за идентитетските прашања, односно за историските прашања, како што гледаме, не даваат резултат. Еден се повлекува, еден член, друг се, значи, е дел од таа комисија, но фактички ние немаме резултати и затоа мислам дека можеби науката
ги има одговорите, но на политиката никогаш нема да ја одговарат и затоа можеби треба да се размислува за формирање на комисии за разбирање помеѓу двете земји за да се отпочне, односно процесот на преговорите со ЕУ, односно да се деблокира овој процес. Како што реков, ако не се деблокира, мислам дека на земјата и предстојат доста тензични, кризни, мислам дека можеби и непосакувани последици. Јас не сакам да звучам како песимист, односно како некаков предвестник на лоши сценарија, не сакам воопшто. Јас се обидувам, како што гледате, да манифестирам позитивна волја за да се решат внатре прашањата. Се обидувам според моите можности, не само лични, туку и во соработка со други колеги, да придонесеме да се движиме напред, но ако не се движиме напред, мислам дека внатре ни предстои доста бурен период. Не сакам да бидам пак можеби предтежок во искажувањето на ставовите, но мислам дека внатрешните конфликти не мора тоа да бидат како 2001 година, ќе ни бидат секојдневија, а тоа е многу лошо за иднината на државата и на сите нас. Благодарам. Се надевам дека вие, мислам, панелистите и публиката нема да ни замерат што малку ако веќе го надминеме предвидениот термин, меѓутоа би сакал да ве замолам да ми дадете осврт на третата тема. Имено рамковниот договор веќе наполни 20 години. Ние веќе имаме генерација на млади луѓе кои што се родени после конфликтот или биле премлади за време на конфликтот, па не се сеќаваат на тие настани кои своите знаења за договорот, за настаните од 2001 година ги имаат градено во контекст каде тие настани не се изучуваат, не се дискутираат во школските курикулуми. Овие знаења ги имаат градено од, не знам, кажувањата на нивните семејства, пријатели, она што може да го прочитаат на интернет. Па во тој контекст сакам да ве прашам, како ја гледате улогата на овие нови генерации, млади политичари кои доаѓаат и подмладоците на политичките партии во процесите на помирување и соочување со минатото? Дали тие се повеќе или помалку имуни на овие етноцентрични националистички наративи во споредба со постарите генерации? Сега, професоре Тахири, вие завршивте, сега би потргнале со вас, за да така некако сите панелисти ротираат, па би ве замолил вие да го отворите ова прашање. Добро, благодарам. Значи, наговестив, можеби никогаш нема да се случат. Ја се надевам дека ние ќе се движиме во позитивна насока, но јас зборував за сценариото ако, значи ако не се случува. И пак сакам да истакнам дека овие не се мои лични ставови, туку се обидувам да го одразам општото расположение, тоа што ни се случува во државата. Како што гледате, ние сите овие денови сме преокупирани за иднината на земјата. Не само не е во прашање, значи можеби ова е дел од политичката дневна анализа. Мислам дека прашањето на формирањето на владата, односно изгласувањето на недоверба на владата, не е само прашање на мнозинство, на владеачко мнозинство. Туку се работи, мислам дека за ова што го зборував, за контекстот на процесите на интеграциите и така натаму. Но сепак, за да не се случуваат лошите сценарија, значи како, ќе се обидам да бидам краток колку што е можно, како можат подмладоците на политичките партии, младите политичари да
придонесуваат. Јас истакнав уште на почетокот дека ние имаме во општеството многу предрасуди и стереотипи од двете страни. Значи, за жал, можам да кажам дека и некои млади политичари кои што се со години млади, за жал, кога влегуваат во политиката, на некој начин ги промовираат, ги афирмираат старите политички етноцентрични концепти и така натаму, бидејќи во овие 30 години тој што стануваше поголем македонец или поголем албанец ги добиваше изборите и добиваше власт. Ние имаме, значи, во денешно време многу предрасуди во општеството. Тие, како што реков, се изразуваат, се манифестираат на различни начини. Ние еден фудбалски надпревар, еден спортски настан не можеме да го одржуваме без да се извикуваат, значи, пароли со етноцентрични мотиви, може би некој кој што се во насока на потикнување на насилство, ксенофобија и така натаму. Самите групи на навивачите имаат имиња кои што се воени, комити, балисти, да не редам други, веројатно ако правиме истражувања има и други, значи групации фудбалски, односно навивачки групации и така натаму. Затоа во овој дел мислам дека политиката може да влие. Зошто не влијаела? Значи, ние 30 години чекавме да се смени законот за спречување на насилството и непристојното однесување во спортските надпревари. Јас мислам дека ова не е направено ненамерно, значи не се интервенирало ненамерно. На политичките партии, значи, им одговарало во овие 3 децении да има етноцентрични наративи, за да они придобиваат на тоа. Значи, придобиваат во политичката сцена и така натаму. Требаше да чекаме, значи, 5 години од владењето на оваа влада за да се донесат заклучоци, односно да се превземаат конкретни чекори во однос на операционализацијата на принципот на изучување на јазиците на другите заедници. Значи, имавме концепт општество за сите и после 5 години, значи, се дојде до заклучок дека е многу важно нашиот образовен систем да се адаптира и да се стимулира изучувањето на јазиците на заедниците. И затоа мислам дека ова е многу битен фактор. Мислам дека младите политички, подмладоците на политичките партии мора на некој начин да имаат влијание кон нивните политички лидери, така натаму кон нивните раководства, да бидат по-интеркултурни. Една од можностите, како што кажав, е да се организираат и на некој начин да разговараат со навивачките групи, да не прошируваат, како што кажав, нетрпение или пак омраза и така натаму. Затоа што мислам дека концептот кој што се промовираше општество за сите беше многу добар, беше многу позитивен. Мислам дека тој е клучот, моделот за да ние се движиме напред, но мислам дека таквиот концепт не треба да остане само во политичкиот наратив на премиерот, на политичките лидери и така натаму. Туку тој треба да биде институционално спроведуван, односно да има политичка волја од двете страни, и од македонската страна и од албанската, за да ние доаѓаме во ситуација тоа што го имаме општество на фрагментаризирање врз етнички, но и верски основи, да го надминеме и да одиме напред. Мислам дека ова е лесно за кажување. Вака јас сум убеден, бидејќи
ги следам политичките процеси и институционалните действија на владата, на институциите, на системот и така натаму, знам дека има потешкоти, но со политичка волја мислам дека се надминуваат и прашањата кои што може да бидат пречка за реализирање на концептот. Јас друга иднина за државата не гледам. Ви благодарам. Благодарам. Зоран, како вие гледате на улогата на новата генерација политичари и подмладоците на политичките партии во процесите на помирување и соочување со минатото? Не гледам многу позитивно, морам да бидам искрен во тоа, знаете како тоа е поврзано со внатрепартиската демократија. Ако имате демократија внатре во партиите, тоа ќе се рефлектира понатаму и на националните политики. Ако вие немате, не можете да очекувате нешто дека нели тие помладоци кои што се научени на еден таков систем кај што лидерот е се, кога ќе дојдат нели да водат одредени институции, да се однесуваат поинаку. Едноставно е тешко е за очекување такво нешто. Кога сме на темата помирување, мислам дека повеќе надеж ја би вложил во самото општество, отколку во самите политички партии, односно нивните помладоци. Повеќе енергија треба да се насочи кон самите нели општествени двигатели, кои што може да ја наметнат темата, и понатаму истата да биде наметната на самите политички елити како нужно потребна за да државата се развива понатаму, отколку нели обратниот процес. Знам дека големи надежи се нели вложуваме во младите и тоа треба така да биде, но мора да кажеме дека и покрај многуте напори кои што ние и многу други организации се обиделе, не на темата на помирување, али на пример на темата на европски интеграции, е толку тешко да влијае што е просто невозможно до одреден степен. Значи може да ние можеме да зборуваме и да објаснуваме и да укажуваме како би требало, но ако внатрешниот процес на одлучување или она што го гледаат од своите надредени или како повисоките во партиските структури се на комплетно поинаков начин, тогаш е многу тешко да се влијае. Многу тешко е да се влијае на нив. Така да тоа е директна поврзано со внатрепартиската демократија, нивното однесување или погледите кон процесите на помирување кога биле внатре или кога нели растеле во таа партиска хиерархија и понатаму кога ќе стапат на одредена функција. Ви благодарам. Професорке Ванковска? Ајде да се обидам кратко. Да, ќе се надоврзам на ова што го кажа Зоран и ќе бидам можеби уште по-директна и брутална во оценката дека нашите политички партии повеќе наликуваат на воинствени организации кои мобилизираат се, особено младите, кои лесно и да ги емотивно допреш и политички да ги корумпираш, да им ветиш дека нешто ќе добијат со тој свој ангажман, и се акционерски друштва. Значи, јас апсолутно немам доверба дека тие млади кои се клонираат, буквално тие сакаат да личат на нивниот лидер и рол модел, им се лидерите кои не би смееле да бидат никаков морален патоказ за барем оваа тема за која ние зборуваме. Меѓутоа, многу поважно од тоа ми се чини она што се случува, јас го гледам во образовниот процес, убаво рековте во најавата дека 20 години подоцна ние јас имам студенти на 18, 19, 20 години кои кога ги прашувам што знаете за конфликтот, за да почнеме некаква дебата, тие велат не знаеме ништо, на училиште немаме, во учебниците нема ни збор, ни една страница за тој период. Велам што ви велат наставниците, не испраќаат кај нашите родители и блиски тие да ни ја кажат нивната верзија на настаните.
И тоа ме враќа судбински, како да ви кажам, и така фактички ќе завршам како што почнав со оној регионалниот контекст, ме враќа на бивша Југославија. Јас сум овде најстара денес, претпоставувам, од присутните и најживо се сеќавам на една друга парола. Братство и единство беше нашата теза за едно општество за сите. Под таа парола, всушност се одвиваше паралелно учење на историјата. Тоа сите мировни истражувачи на мирот и конфликтите, особено во Југославија, укажуваа децата расте со шизофрена верзија за општеството во кое живеат. Дома им се кажува за четници, усташи, вакви и онакви, на училиште се зборува партизаните се добрите момци, победија и така натаму. Кога еруптираше југословенската криза, мнозина од нас, дури изнаејќи ги сите општествени длабоки проблеми и противречности, не можевме ни да сонуваме дека ќе заврши со Сребреница, со Мостар, со Сараево и Вуковар и со сето тоа, веќе да не набројувам. Така што јас мислам дека би биле многу несериозни ако не се зафатиме со тоа, не да им даваме официјална верзија на децата, не да им даваме зашекерена верзија, едно општество за сите, па има секаде има и добри и лоши момци и така натаму. Туку мораме да најдеме некои механизми низ кои младите барем ќе ги проблематизираат готовите верзии што ги добиваат од дома. Од дома или од партиските кругови, каде што другиот е секогаш оној архетипскиот непријател, ние од таквите млади не можеме да и не се ни виновни всушност. И не треба ни да им се чудиме зошто одбираат да ја напуштат земјата, зошто да живеат во константен конфликт и суд или гледање непријатели околу себе, наместо да се гради чувство на емпатија, на сочувство. Значи, толеранцијата апсолутно не е доволна. Не е доволно, окей, јас те толерирам затоа што си различен и затоа сум добар. Не, апсолутно. Значи, ние ако не развиеме инхерентно вредности кои не поврзуваат како заедница и ги вградиме кај младите луѓе, не од дозгоре, туку низ еден диалог, би рекла со нив, затоа што и тие веќе не знаат кому да му веруваат, не знаат на која верзија да ја веруваат. Така што мислам дека ние возрастните сме одговорни за тоа како понатаму ќе се. 20 години се многу време. Јас мислам дека изгубивме многу време во процесот на помирување, верувајќи окей, рамковен договор во устав влезе, институционални механизми, изборен систем и така натаму. Никогаш не се задржавме на оние болните прашања. И во рамки на РЕКОМ постојано зборувавме дека колку изминува времето, толку ќе биде потешко да ги заинтересирате, да ги вратите и да ги најдете всушност фактите. Значи, ние таму не зборуваме за вистина, зборуваме за факти. Ние не ги знаеме дури ни фактите, не ги споменуваме дури ни имињата на исчезнатите, на починатите, значи, за да младите стекнат представа дека конфликтот бил платен крваво и дека тој не смее да се повтори и дека тоа треба да биде една научена лекција. За сега мислам дека ние возрастните потврливме на овој план. Благодарам. Така, ви благодарам, се надевам дека нема да ми замерите доколку нели оставам 5 минути за прашање од публиката. Така што е сега би замолил доколку некој да би прашал дали има прашање, може да слободно, значи да кренете рака или да го напишете прашањето во чет. Еве гледам дека има едно прашање од Селмин. Селмин, повелете. Значи, добар ден на сите. Мило ми е што сум тука. Професорке Ванковска, имам до вас прашање. Мислам, имам повеќе прашања, но во интерес на времето, нели, ќе се обидам барем едно. Се начна темата на надворешната политика на државата, која за мене е особено интересна. Значи, дали Европска унија се користи за политички поени на нашата сцена, бидејќи видовме дека најверојатно и не бива за тој пат, или не сакаме, или едноставно немаме услови покрај толку кризи што ни го зафати општеството во минатото. Јас би сакал да зборуваме за една друга, да речем, другата страна, да ја објаснете што ако не е ЕУ. Ајде да речеме,
дали ќе се распадне, нели, според одредени предвидувања за 10-15 години, додека ние би стигнале, нели, на тој праг. Која е другата алтернатива за Македонија, да речам? Јас би сакал повеќе за таа тема да ја начнете малце, бидејќи некако државата е се про-западно ориентирана или про-ориентирана, со тоа што јас не се согласувам искрено, бидејќи не е единствената, мислам, господинот Сефер спомна, дека мора да одиме иднината. Да, иднината не е само во ЕУ, сметам, така да мора да има и други алтернативи за Македонија кои би биле особено интересни да се слушаат, затоа што ние престоиме во многу кризи, енергетска, сега моментално еколошка криза дефинитивно, здравственото менаџирање не бива, па така да што ќе ни смени нас датумот, кој може да биде 10-15, Турција 30 на години, ако не се лажам, преговара. Така да, може би, ако не сакаат, барем таква слика се остава од меѓународната заедница, дека ние не сме, Балканот не е за во ЕУ. Која е другата алтернатива која Македонија мислам дека упорно ја негира, сакам во таа надворешна политика, како би можело да се сврди од се поразличен осврт од тоа? Ви благодарам. Ви благодарам. Благодарам. Еве ви пример како студентите почнуваат да ги прашуваат професорите. Селмин е мој веќе дипломиран студент, гледам во присутните, има уште неколку мина и ги поздравувам. Нема да ми замери затоа што во овој момент таа тема не е предмет на расправа во овој форум и затоа можеме да разговараме. Меѓутоа, во контекст на помирувањето и соочувањето со минатото, мислам дека е важно што можеме да направиме. Вие сте многу прагматични, прашувате што да правиме и кои не се алтернативите ако не сакаат таму. Јас не мислам дека во таа надворешна политика има сакање и несакање. Прво се ослободиме од тоа, има интереси и ние треба конечно да застанеме на земја. Нашиот клучен, национален, човечки, политички интерес е оваа земјичка да ја направиме пристојно место на живење. Затоа Европската унија служеше како некоја морална вертикала, како некој пример и слично, меѓутоа ние завршуваме во стабилитократија. Нека се политичките елити несовршени вакви и такви, ама имаат западната ориентација, па затоа ќе ги толерираме за да не дојдат некои баучи што ќе не турнат во авантури. Ја не верувам во такви сценарија, меѓутоа искрено сакам да верувам дека општеството има потенцијал да воведе владење на правото, да воведе еднаквост пред законите, да воведе парламентаризам, ако веќе тргнало по тој пат. Значи, тоа се некои работи за кои ни треба Европска унија, ама и не треба. Значи, тоа е нешто commonplace, нешто што е општо прашање, нешто што не бара да измислиме нешто или да увеземе нешто. Се треба да се работи на нашата политичка култура, на изострување на нашата, можеби и покритичка призма кон оние на кои ја даваме довербата да ја водат државата, за да вие младите не доаѓате во ситуација да размислувате а што барам јас во оваа земја која не одговара на моите императиви, на она што јас го замислувам, сакам, го гледам кај другите и слично. Така што мислам дека за овој момент ова е доволно, а можеме друг пат да продолжиме. До нашите двајца панелисти, Нечев и доктор Тахири, дали имате нешто да се надоврзете на ова што го кажа професорката Ванковска? Јас би се надоврзал со професорката Ванковска, сето тоа е убаво што е кажано, можеби интелектуална перспектива, но политичките елити во земјата, мислам дека упорно сите овие 3 децени се грижеа, меѓу другото земјата да не се интегрира во Европската унија. Сега не сакам да зборувам за поедини политички партии кој повеќе придонесуваше или кој помалку, токму затоа, значи да не се спроведе законот во земјата, да нема казнивост во земјата, некои групации кои што се поврзани со криминалот и така натаму слободно да можат да действуваат во земјата, парламентарната демократија да функционира на начин како што функционира. Затоа јас велам дека ние само ако бидеме членка во ЕУ
тие придобивки, тие вредности на парламентарната демократија, на правната држава, на функционирањето на системот кој што би бил еднаков за сите, е клучот. Што би сменил датумот, колегата мислам дека спомна Селмин Несимовски, што би сменил датумот за ЕУ во однос на кризата. Јас тоа не знам да го одговарам, но едно знам, дека токму прашањето на интеграцијата е клучот што не можеше, например, да се создаде ново мнозинство, односно се инсистира да се продолжи ова парламентарно мнозинство, можеби со приклучување на други партии и така натаму, кои што нели беа поддржувачи на иницијативата за изгласување недоверба на владата. Затоа велам дека во моментот ние се наоѓаме во крстопат и токму развојот на настаните, односно патот по кој треба да одиме, ќе биде клучот и за политичката реалност во земјата, ако бев доволно јасен. Така, благодарам. Зоран, вие нешто додадете? Дека се занимавам и со европски интеграции, целото тоа прашање дали имаме алтернатива или немаме алтернатива е некако погрешно поставено. Ние сме на тој пат на европска интеграција. Нашите политички односи се врзани со земјите членки на Европската Унија. Најголемата помош билатерална ја добиваме од страна на Европската Унија. Економски, ако гледате 80 не знам колку проценти извоз, увоз, ние врзан со Европската Унија. Ние сме на европскиот континент. Сите се тие некои показатели во кои што ние дали би се интегрирале или не, ние сме дел од тоа. На крајот на краиштата сме се зафатиле на процес во кој што викаме ние дека ќе го усогласиме европското законодавство со домашното законодавство. Сите тие елементи може да се гледаат низ позитивна призма. Дали сакате да ги гледате или не, тоа е поинакво прашање. Но ја не гледам никаков проблем, да, во однос на стабилитократијата, тоа комплетно се согласувам, имаме екстензивно пишувано за тоа. Но ако не знам, Европската Унија вас ви инсистира на јака државна комисија за спречување на корупцијата, ја не гледам никаков проблем со тоа. Али проблемот не ви се граѓаните туку се истите тие политичари кои не сакаат такви јаки институции кои што утре кога ќе дојде време, кога ќе ги зајакнат доволно, ќе почнат да идат против нив. Бидејќи да не се лажеме, знаеме кои ги прават проблемите најчесто во нашите општества. Така да јас не гледам тука проблем. Политичките прашања се сосема други, но барем овие техничките не гледам ја апсолутно никаков проблем со тоа што бара Европската Унија од нас. На крајот крајева и ние сме се согласиле на тој пат. Никој со сила не натерал да го одиме тој пат. Јас не сум слушнал од ниеден друг политичар да каже некоја друга алтернатива. Сега можеби и да, ќе каже, они не ни смеат да кажат нешто друго, но еве, ајде, треба секогаш сите теми треба да ги одговараме. Нема зашто да разговараме, да не ги отвараме темите и да не разговараме. Дали е тоа за помирување, дали е процес за европска интеграција, дали се спремни да голтнеме уште една кнедла поврзано со Бугарија за да почнеме нешто што не знаеме како ќе заврши. Сите се тие теми кои што треба да ги отвараме. Нема тука причина зошто не би ги отварале. Но целото тоа прашање алтернатива, не алтернатива, тука не гледам. Тука не гледам некаков посебен предмет за дискусија. Фала. Ви благодарам. Бидејќи не гледам дека други прашања, не гледам крената рака од публиката, не ми останува ништо друго освен да ви се заблагодарам за вашите исцрпни дискусии. Ми беше навистина задоволство што ги отворивме, да разговарам со вас и да ги отвориме овие исклучително
важни прашања за нашето општество. Благодарам и на сите кои што вака утрински се вклучија за да не следат. Се надевам дека не ги разочаравме и дека имавме продуктивна дебата. Ви посакувам на сите добро здравје и секое добро. Се надевам дека се гледаме наскоро во некоја идна прилика. Се најдобро. Поздрав, пријатно. Поздрав. Пријатно, Убав ден.